Македонската држава не е подарена, туку извојувана и стекната со тешка и праведна народно-ослободителна борба. Пред повеќе од 3 децении, независната македонска држава ја устрои својата армија како бранител на незиниот територијален интегритет и независност. Вие сте важен мировен гарант и потенцијал во овие тешки времиња на голема неизвестност, предизвикана од глобални европски безбедносни ризици и разгорени регионални воени конфликти, рече во своето обраќање претседателката Силјано Скадавкова на Централната свеченост по повод 18 август, денот на армијата, што се одржа во Охрид. Актуелната војна на тлото на Европа и на Блискиот Исток, која предизвикува невидени човечки страдања и материјални штети, наметнува тешки прашања и дилеми, но и предизвици за човештвото, заради почитувањето и непочитувањето на меѓународното право, неефикасноста во функционирањето на меѓународните институции и овластените меѓународни актери. Ке продолжиме да инвестираме во одбраната. Заложбата на оваа влада е да имаме буџет за одбрана кој ќе одговори на сите побарувања, истакна министерот за одбрана Мисајловски. Она што ни престои во нашата работа за одржување на стабилна и безбедна држава, но и за чувување на мирот во глобални рамки, е изработка на нови стратешки документи. Нова стратегија за одбрана, ажурирање на долгорочниот план за развој на одбранбени способности и на планот за опремување и модернизација. И Мисајловски и првата дама на државата се осврна и на пожарите кои беснеат во Македонија. Време е да се преиспита системот за заштита и спасување и управување со кризи, да се детектираат и коригираат институционалните и професионалните недоследности, како и да се креира логичен, ефикасен систем на справување со кризи. Пустошот, кој ни го остави претходната власт, ни се рефлектира со илјадници хектари изгорена земја. Штета која не чини многу, ја чини Македонија и македонските граѓани. И колку да имаме подготвен персонал, независно дали се тоа пожарникари, припадници на армијата, доброволци, на кои сум искрено благодарен за сета нивна борба. Тие се некогаш немојкни, бидејќи немаат соодветна опрема. И тоа е за жал. Немаат доволно воздушна поддршка, која и тоа како е потребна. Од еден модерен центар кој беше за заштита и спасување, еден модерен центар кој креиран за да создава пилоти не само за армијата, туку и за полицијата и дирекцијата за заштита и спасување, но да нагласам и за сојузничките и партнерските земји. Денес имаме еден хангар со опрема кој во моментов не се употребува. Во рамките на свеченоста денеска се изврши примопредавање на должноста началник на генерал штабот на армијата. Генерал мајор Сашко Лавчиски ја превзеде должноста началник на генерал штабот на армијата.